Бројот на странските туристи во Македонија изминативе 8 години е зголемен повеќе од двојно. Вкупниот број на туристи забележува раст од близу 40%. Согласно, што мислам дека сепак треба да биде малку еден поважен податок, согласно податоците од Народна банка на Република Македонија, девизниот прилив осстварен од ноќевањата и останатите угостителски услуги во Македонија за 2013 година изнесува 136 милиони долари. Во овој момент би сакала само да искоментирам дека бројката е на прво голема, 136 милиони долари, но во однос на она што Македонија може како туристичка дестинација да го понуди на светскиот пазар е се уште многу мала. И тоа учеството на туризмот во бруто домашниот производ во 2012 и во 2013 година е само 1,4%. Согласно и државната стратегија за развој на туризмот до 2020 година, проекциите се приходите од туризам да пореснат, односно да достигнат 5% од бруто домашниот производ. Хотелиерството, хотелскиот и угостителскиот бизнес или туристичкиот бизнес, ако можем така да го кажам, е секогаш поврзан и со сите останати гранки во делот на економијата на една држава и не можеме да ги гледаме сепаратно одвоени едни од други. Во тој дел нашите насоки ќе бидат кои што се веќе еден дел од нив се веќе започнати и се надеваме дека во идниот период ќе продолжиме да ги активираме настојувањата за уште поголемо подобрување на овие услови, а тоа се однесува поготово во делот на намалувањето на ДДВ од 18 на 5% за храната во ресторанските услуги, по примерот што го имавме за намалувањето на ДДВ од 18 на 5% за хотелите. Враќањето на стимулациите би сакала ова да го потенцирам, односно да го поврзам со активностите, односно настојувањата на владата преку субвенционирањето на странските туроператори за носење на странски туристички групи и туристи од надвор. Меѓутоа морам исто така да напоменам дека во делот на субвенционирањето хотелските и домашните туристички агенции се занемарени, односно не добиваат ништо од тој колач, ако можеме да го кажеме. Во еден подолг изминат период хотелскиот бизнис во Македонија беше привилегиран на некој начин, како и останатите индустријски гранки во државата, и тоа преку стимулација на остварениот девизен прилив. Тоа не се однесуваше само на туризмот, тоа се однесуваше на сите оние индустријски гранки кои што имаат извоз на стоки и услуги, и во тој дел беше законската регулатива. Процентуалното учество на девизниот прилив во вкупниот приход беше прагот за кој што имаше намалување во делот на данокот на добивка, на данокот на додадена вредност, тогаш немаше ваков термин, меѓутоа како и да е, и тоа беше на голема олеснителна околност за целиот бизнис сектор, од причина што парите што на некој начин се повраќа, односно не беа уплатени или беа стимулирани како субјекти да ги реинвестираат во подобрување на туристичките и хотелските капацитети на територијата на Македонија. Значи, нашите настојувања во идниот период ќе бидат од почнување на активности за враќање на стимулациите по основ на остварениот девизен прилив. Заради тоа што, ако оние 1,4% учество на девизниот прилив во бруто домашниот производ го земеме сам за себе, тоа е апсолутно многу мал процент, да не кажам и занемарувачки, во однос на потенцијалот и можностите што може Македонија да ги даде како атрактивно туристичко подрачје во овој регион, па и поширок. Исто така имаме активност која што планираме после годишните одмори да ја интензивираме во делот на наменското користење на туристичката такса која што се зафаќа од секое ноќевање. Тоа се однесува на туристичка такса која што ја плаќаат сите градови, во кој што во вкупниот обем 30% остануваат пари се на општината, а 30% од собраната туристичка такса иде во републичкиот буџет, и од состаноците кои што ги имавме во текот на изминатиот месец скоро во цела Македонија, Гевгелија, Охридско-Струшкиот регион, Скопје и останати, заклучокот и нагласувањето на потребата од правилно фокусирање на износот од таа туристичка такса, заради тоа што износот што се собира од туристичката такса е немал износ, не би сакала да го коментирам сега како во апсолутни износи, меѓутоа настојувањата на овој дел на нашиот сектор ќе биде во правилно насочување на таа такса, односно за реализација на проекти кои што директно ќе повлијаат на подобрување и зголемување на самото работење.
Од причина што досегашното искуство ни кажува дека учеството на одредени саемски манифестации не го даваат задоволителниот бенефит, односно бенефитот од тие учества е незначителен, а саемските манифестации надвор, поготово во делот во европскиот, да ги кажам, Берлин, Холандија, каде што се најголемите и најпосетените, е со исклучително високи трошоци. Ако Македонија субвенционира дел за туристите од Бенелукс, во тој случај можеби ние треба да се пренаслучиме на друга дестинација каде што допрва треба да го развиваме тој пазар, односно да направиме промоција за поголем инкаминг на туристи и ќе дадеме своји конкретни предлози за одредени саемски манифестации за кои што од оваа позиција сега сметаме дека можеби и не треба сега да се учествува. Тоа се саеми на далечниот исток, да кажам, од причина што ние како Македонија сме за среќа пак дел од една регионална тура на туристи кои што доаѓаат во Македонија. Тоа се туристите од Кина, Јапан, Тајван, Тајланд, меѓутоа доаѓаат преку туроператори кои што се или од бившите ЮР републики или пак се од некои од европските туроператори, а нашето индивидуално учество како држава Македонија на такви саемски манифестации со мал простор, со мали финансиски средства, ќе биде незначителен во однос на туристичките гиганти како што се Турција, Шпанија, Франција и да не ги редам останатите. Тоа е наш прв општ договор кој го подпишуваме со една комора во Република Македонија и можам да кажам дека наидовме на голема почит од управните тела на Стопанска комора, со тоа што подразбираме дека и самите членки на Стопанската комора ја укажаа таа почит кон нас, уметниците. Сродните права се во нашето законодавство многу повеќе од една деценија и еве дојде моментот кога можеме да кажеме дека веќе се востанови како пракса во нашата држава. Уметниците ќе си го добијат својот дел, она што им беше скратено за овие изминатите деценија и неколку години и генерално гледано се остваруваат некои од целите, односно се остваруваат некои од стандардите кои важат секаде во светот и кај нас овде во Република Македонија. Самиот договор постои ставка каде што стои дека сите членки кои се стојат позади овој договор се должни да достават за податоци. Колку имаат остварени ноќевања, колку имаат површина на своите локали и врз основа на тоа се одредува цената. Значи, ние пристапивме кон општ договор за да дојдеме до цената која ќе се восстанови од кога ќе ги добиеме сите податоци кои ги бараме во договорот. Значи, не можам да ви кажам да толку пари. Параметрите се врз основа на тарифа, важечка тарифа, објавена во службен весник во Република Македонија. Тоа е тарифата на ММИ за користење на фонограми и снимени изведби во своите програми, односно при обавување на својата дејност. Специјално кај овој сегмент што го покрива Стопанската комора има веќе неколку тарифи. Една е во доменот на хотелското сместување, една е во доменот на угостителството, третата тарифа е во однос на превозните средства, четвртата тарифа е во однос на трговските друштва, значи има неколку сегменти. А ние денеска подпишавме договор само во областа на угостителството и хотелскиот туризам.